Владата ќе им обезбеди обештетување на граѓаните кои претрпеа материјални штети од невремето, најави премиерот Христијан Мицкоски. Тој истакна дека институциите веќе ги започнуваат постапките за евидентирање и проценка на штетите, а граѓаните кои се погодени треба навреме да ги пријават последиците од невремето. Според Мицкоски, општините и институциите што се во нивна надлежност ќе формираат комисии за процена на штетите. Граѓаните своите барања ќе ги доставуваат до овие комисии кои по увидот на терен ќе ја утврдат висината на причинетата штета. Потоа проценките ќе бидат испратени до Комитетот за процена на штети, а конечната одлука за исплата ќе ја донесе владата. Премиерот нагласи дека владата ќе постапува согласно законот и воспоставената практика, со цел сите граѓани кои ќе пријават и ќе докажат дека претрпеле штета да добијат соодветно обештетување. Воедно тој упати апел до сите оштетени да не го одложуваат пријавувањето на штетите, бидејќи навременото поднесување на барањата е неопходно за институциите да можат да ја спроведат законската процедура и што побрзо да започне исплатата на обештетувањата. Невремето што ја зафати земјата предизвика штети на домови, земјоделски површини, возила и друга инфраструктура во повеќе општини, а надлежните институции натаму работат на утврдување на вкупните последици од временската непогода. Агенцијата за храна и ветеринарство изрече 30 парични казни во вкупна вредност од 7.750 евра по спроведените 70 вонредни инспекциски надзори во гостиварско. При контролите биле утврдени повеќе неправилности, меѓу кои неспроведени мерки за дезинфекција, дезинсекција и дератизација, непочитување на обврската за задолжителни здравствени прегледи на вработените и нерегистрирани оператори со храна. Од агенцијата информираат дека кај 5 оператори не биле спроведени мерките за дезинфекција, дезинсекција и дератизација, додека кај 18 оператори не биле извршени задолжителни здравствени прегледи на вработените. Инспекторите затекнали 11 правни лица кои работеле без да бидат регистрирани како оператори со храна во АХВ, поради што покрај парични казни им била изречена и привремена забрана за вршење на дејноста се до нивно регистрирање. При контролите биле откриени 2 случаи на пуштање во промет на небезбедна храна. Станува збор за околу 18 килограми производи, меѓу кои виршли, кисело млеко, јогурт, салами и путер кои веднаш биле повлечени и нештетно уништени. Освен финансиските санкции, инспекторите изрекле и 12 забрани за вршење дејност, како и опомени наредби за отстранување на утврдените неправилности. Вонредните контроли опфатиле кафе-барови, пицерии, пекарници, сладкарници, сендвичари, кебапчилници, производители и пакувачи на овошје и зеленчук, како и други оператори со храна. Посебен акцент бил ставен на почитувањето на забраната за употреба на водата од гостиварскиот водоснабдителен систем. Од Агенцијата за храна и ветеринарство соопштуваат дека во овој дел не биле утврдени прекршувања. За подготовка на храна, миење на садови и работни површини се користела пакувана или безбедна вода. Во угостителските објекти за послужување на гостите се употребувале пластични и хартиени чаши и прибор. Водата од водоводната мрежа во Гостивар и натаму е неисправна за пиење и техничка употреба, покажуваат последните анализи на Институтот за јавно здравје. Ова беше соопштено на седницата на главниот штаб при Центарот за управување со кризи, со која председаваше министерот за внатрешни работи Панче Тошковски во присуство на директорот на ЦУК Мухамед Али. На седницата беа разгледани состојбите со водоснабдувањето во општина Гостивар, пошто беа донесени повеќе мерки за заштита на здравјето на населението. Надлежните апелираат граѓаните строго да ги почитуваат препораките и до понатамошно известување да не ја користат водата од водоводната мрежа. Главниот штаб ја задолжи општина Гостивар итно да предложи локации и контакт лица за поставување пунктови за дистрибуција на техничка вода за објектите од витално значење. Во меѓувреме Институтот за јавно здравје, јавното предпријатие Водовод Скопје и Агенцијата за храна и ветеринарство ќе продолжат со засилени теренски анализи на квалитетот на водата. Резултатите редовно ќе ги доставуваат до Центарот за управување со кризи. Армијата на Република Македонија ги стави во приправност 2 цистерни за дистрибуција на техничка вода кои ќе бидат ангажирани доколку главниот штаб процени дека има потреба. Во помошта за Гостивар ќе се вклучат и општините Куманово, Тејтово, Дебар, Кичево, Кавадарци и Неготино,
кои ќе обезбедат техничка вода преку сопствени цистерни на однапред утврдени пунктови. Истовремено, согласно владината одлука, службата за општи и заеднички работи ќе продолжи со дистрибуција на вода за пиење за жителите на општината. Од Центарот за управување со кризи информираат дека во координација со сите надлежни институции ќе продолжат редовно да ја информираат јавноста за состојбата и ги повикуваат граѓаните да ги следат официјалните информации и препораки, се додека не се потврди дека водата е безбедна за употреба. Министерството за здравство и Фондот за здравствено осигурување со подршка на Светската здравствена организација започнаа јавна дебата за унапредување на системот за боледување. На работилница за јакнување на управувањето со боледувањата што се одржа во владата, беше истакнато дека целта е да се намали административниот товар за пациентите и лекарите, но истовремено да се зајакнат механизмите за контрола и спречување на можни злоупотреби. Министерот за здравство Сашо Клековски соопшти дека анализите покажуваат значителен раст на кратките боледувања. Според податоците од системот Мој термин во 2025 година се регистрирани повеќе од 300.000 боледувања до 30 дена, што е за 33% повеќе во споредба со 2021 година. Во исто време бројот на лица кои користеле боледување е зголемен за само 6%, што значи дека просечниот број на боледувања по осигуреник е во пораст. Според министерот, најчести причини за отворање боледување се респираторните инфекции, додека бројот на долги боледувања останува стабилен околу 25.000 годишно. Сепак, значително се зголемени средствата што се исплаќаат за нив, што, како што рече Клековски, е една од причините да се отвори поширока дебата за можни измени на системот. На работилницата беа презентирани искуства од Србија и Словенија. Србија годинава воведе електронски систем е-боледување, кој овозможува дигитално следење на боледувањата и увид за граѓаните и работодавачите. Во Словенија пак е воведен нов режим со кој се утврдува што смее, а што не смее да прави лицето за време на боледувањето, вклучително и ограничување за напуштање на државата без претходно одобрение, како и можност за враќање на исплатениот надоместок доколку се утврди злоупотреба. Во дебатата учествуваа представници на институциите, синдикатите, работодавачите, стопанските комори, лекарските и пациентските здруженија, како и експерти од областа на дигиталната трансформација. Од Министерството најавуваат дека по анализата на сите предлози ќе се разгледуваат можни законски измени за модернизација на системот за боледувања, чии правила не се ревидирани од 2012 година. Министерството за внатрешни работи ги потсети граѓаните дека од 6 јули се во сила измените на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, со кој се воведуваат построги правила за користење на лесните електрични возила, односно електричните тротинети. Со законските измени, минималната возраст за управување со електричен тротинет е зголемена на 18 години. Истовремено, максималната дозволена брзина е ограничена на 20 км на час на велосипедските патеки и ленти, додека на тротоари, пешачки патеки и заеднички површини за пешаци и велосипедисти останува ограничувањето од 6 км на час. Новите правила предвидуваат возачите задолжително да носат заштитен шлем во услови на намалена видливост и понатаму останува обврската за носење рефлектирачки елек. При преминување преку коловоз или пешачки премин, доколку нема посебна велосипедска лента или патека, возачите се должни да го туркаат тротинетот. Со измените се забранува превезување на друго лице на електричен тротинет, при што казни се предвидени и за возачот и за лицето кое се превезува. Забрането е управување под дејство на алкохол, а висината на санкциите ќе зависи од измереното количество алкохол во крвта. Покрај паричните казни за одредени прекршоци е предвидена и мерка при време на одземање на електричното возило во траење од 30 дена. Од Министерството за внатрешни работи најавуваат дека и во наредниот период ќе продолжат засилените контроли и превентивните активности на терен со цел поголема безбедност во сообраќајот. Воедно апелираат до сите возачи на електрични тротинети доследно да ги почитуваат новите правила, нагласувајќи дека безбедноста во сообраќајот е заедничка одговорност на сите учесници. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров и американскиот државен секретар Марко Рубио одржаа средба на маргините на самитот на АСЕАН во Манила, на која главна тема беше војната во Украина. Разговорите кои траја околу 35 минути беа нивна прва директна средба по неколку месеци.
По состанокот Рубио изјави дека за постигнување мировен договор ќе бидат потребни нови предлози и пристапи, оценувајќи дека досегашните идеи не биле прифатливи за Украина. Тој нагласи дека сати понатаму сметаат дека завршувањето на војната е во интерес на сите страни, дека конфликтот представува пречка за подобрување на односите меѓу Вашингтон и Москва. Од Руското министерство за надворешни работи соопштија дека Лавров повторно ја пренел позицијата на Москва дека е неприфатливо продолжување на испораките на западно оружје за Украина. Рускиот министер ја обвини Европа дека според него води политика насочена кон нанесување стратешки пораз на Русија. Пред средбата Лавров најави дека разговорите ќе бидат посветени на претходните контакти меѓу Москва и Вашингтон, додека Рубио повтори дека САД ќе продолжат да бараат можности за политичко решение на конфликтот. Во меѓувреме, според информации објавени од Bloomberg, Крем наводно се откажал од идејата за размена на територии со Украина и планира да ги задржи под своја контрола деловите од Сумската и Харковската област, што ги контролира руската армија со цел создавање тампон зона. Истите извори наведуваат дека рускиот претседател Владимир Путин и понатаму верува дека е можно да се превземе целосна контрола врз Донбас. Иако дел од руските воени извори проценуваат дека евентуален крај на војната би бил пореален во 2027 година. И покрај новата средба меѓу високите дипломати на Русија и САД засега нема индикации за конкретен напредок кон прекин на воените действија или почеток на нов мировен процес. Амбасадорите на земјите членки на Европската Унија постигнаа политички договор за 21 пакет санкции против Русија, со кој дополнително се заоструваат ограничувањата кон енергетскиот сектор, финансиските институции и компаниите поврзани со руската војна индустрија. Формалното усвојување на пакетот се очекува по завршувањето на писмената процедура. Една од клучните мерки е продолжувањето на ограничувањето на максималната цена на руската нафта на $44,10 за барел во следните 12 месеци. Според Европската Унија, целта е дополнително да се намалат приходите на Москва од извозот на енергенси, да се ограничи незината способност за финансирање на воените активности во Украина. Новиот пакет предвидува и дополнителни санкции за руски банки, платформи поврзани со трговија со криптовалути, како и компании за кои се смета дека помагаат во заобиколување на веќе воведените ограничувања. На листата на санкционирани субјекти се додадени нови бродови од така наречената флота во сенка, која Русија ја користи за транспорт на нафта надвор од традиционалните трговски канали. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен оцени дека новите санкции ќе продолжат да го зголемуваат економскиот притисок врз Русија и ќе ги ослабуваат финансиските ресурси што се користат за поддршка на воените операции. Таа истакна дека Европската Унија за прв пат воведува мерки против пловила поврзани со руската флота во сенка. Во пакетот е предвиден и ограничен исклучок за транспорт на руски течен природен газ кон трети земји, но само за договори склучени пред почетокот на руската инвазија врз Украина во февруари 2022 година. Новите санкции представуваат дел од континуираните напори на Европската Унија за зголемување на економскиот притисок врз Москва поради војната во Украина. Времето денеска претежно сончево со мала до умерена локална облачност и пријатни летни температури. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец, кој повремено ќе биде поизразен долж по Вардарието и во источните делови од земјата. Утринските температури ќе се движат од 8 до 19 степени, дневните ќе достигнат од 27 до 34 степени. Во Скопје ќе преовладува сончево време со мала до умерена облачност и слаб до умерен северен ветер. Температурата ќе се движи од 13 степени во утринските часови до максимални 32 степени во текот на денот. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, од петок следува промена на времето. Под влијание на влажен бран се очекуваат повремени врнежи од дожд кои на одделни места ќе бидат пообилни, со повеќе од 15 литри дожд на квадратен метар. Локално се можни и грмежи, засилен ветер и значително намалување на дневните температури. За време на викендот времето повторно ќе се стабилизира. Утрата ќе бидат посвежи, а дневните температури постепено ќе бележат пораст. Ново локално дестабилизирање на времето со можност за дожд и грмежи метеоролозите најавуваат повторно во понеделник.